Земјите од Западниот Балкан се обединети во дигиталната трансформација, чија цел е просперитетна европска иднина за регионот, беше речено на првиот дигитален самит за Западен Балкан, чиј домакин е Македонија. Еврокомесарката за дигитална економија и општество Марија Габриел предупреди дека овој процес нема да биде лесен и дека клучни точки кон остварување на истиот ќе биде обезбедување на средства, подготвеност на јавната администрација, интернет инфраструктурата, но и зголемување на довербата на граѓаните во дигиталниот свет. Таа истакна дека намалувањето на цените на роамингот ќе биде една од заложбите при дигиталната трансформација. It's not only a pressing necessity, but an important driver. Роамингот не е само неопходност, туку и важен стимул кој од користи за бизнисите и за граѓаните. Ја поздравувам иницијативата на телефонските оператори за намалување на цените. Ова е сложена тема за која на Европската Унија и требаа речиси 10 години да ја оствари. Но ова е наша заедничка цел и затоа мораме да овозможиме пат на цените за роамингот до самитот во Софија во мај. Премиерот Зоран Заев изјави дека владата ќе обезбеди повеќе буџетски средства за остварување на дигиталната агенда, истовремено покажувајќи подготвеност владата да учествува во покривање на загубата на мобилните оператори, која би била направена преку евентуално намалување на цените на услугите. Но заедно со министерот за финансии ние веќе предвидуваме нови средства, постојано давајќи поддршка за дигиталната агенда во Македонија и верувам како ќе имаме се поголеми успеси, така ќе бидеме и се повеќе охрабрени да алоцираме во буџетот уште поголеми средства од ова што и досега го имаме во нашиот буџет. Министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски истакна дека постои политичка волја кај сите земји од Западниот Балкан и дека за прв пат дигиталната трансформација се наоѓа толку високо на политичките агенди. Дигиталната трансформација не е лесна. Таа всушност представува многу комплексен и многу скап потфат. Потребни се инвестиции и во инфраструктура, но и во човечките ресурси. Но позитивно е она што се менува и политичката свест и имаме политичка волја. Од овој дводневен самит во Скопје се очекува да произлезе заедничко барање до Европската комисија за меѓусебно признавање на дигиталните сертификати. На самитот присуствуваат представници на Европската Унија, на владите од Западен Балкан, бизнисите, регионалните организации, граѓанското општество и академската заедница.